Тоа е врзана со тоа дали имаме етичка состојба. На тоа да вие осуден човек за дрога го поставите за директор на затвор, што ќе дила дрога на затворениците. Едно е вие тој човек од СДС да сте го критикувале од политички аспект, дека како политички експонент на СДС не работел едно друго. А друго е кога сте рекле дека тој човек е корумпиран. И сега одеднаш, од лани до денес, тоа више не важи и вие го ставате за ВД директор на затвор. Надвор од памет, и тоа се нарекува хипокризија. Живот и да. Значи, што ми беше прашањето? Тоа е не политичко прашање. Така е. Бидејќи политиката влијае врз секојдневниот живот. Така е, така е. ВМРО ДПМН кубури со кадар, дотолку кубури ќе замолам режија да го пушти скриншотот од 200 објавена кај нас. Заменик директорот на Идризово пред едно 10 години, впрочем бил затвореник во Идризово, лежал 4 години затвор, бил осуден за трговија со дрога. Бил на граница фатен со некаде околу 5 килограми наркотични супстанци. Бил експресно осуден затоа што бил фатен на дело како го извршува делото. 4 години осуден и сега 10 години подоцна станува директор на Идризово. Ова не се согласувам со вас дека човекот не капацитетен за тоа место. Тој бил внатре, знае како изгледа таму состојбата како. Ја го пишував наслов, да го пишував текстот, ова е приказна како за на филм. Значи, еве ќе прочитам зашто точно бил осуден овој нашиот. Како? Можеш да ја пуштиш пресудата, да видат гледачите, да го видат овој циркус. Ја ќе земам од телефон, ќе ја читам од поблиску. Вели Ибрахим Елјези во 2013 година бил осуден за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции и прекурсори. 215-216, така? Да. Кривично дело, да. Од 215 ставено во врска со член 20 од кривичниот законник, добро. И како дојдовме до ситуација да едно ВМРО што некогаш го памтевме, ги апси овие луѓе, а ова ВМРО ги става на знаете како Милош, на позиција. Јас не сум изненаден. Понекогаш имам чувство дека Мицкоски не ги чита биографиите на луѓето кои му ги предлагаат. Имавме ситуација. Не. Сакам да спомнам и таа, имавме ситуација во Прилеп каде што општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп држало пресконференција против поранешниот директор на водовод во Прилеп, кој што бил од СДСМ, сега преминал во ЗНАМ и сега Мицкоски го става заменик директор на затворот во ВД директор на затворот во Прилеп. Излегувале луѓе пресконференција дека крадел пари. Значи, вака. Две работи се многу важни тука. Прво, како што кажавте вие, зашто се пресконференциите? Ако е за пресуда по 215, ти си осуден, правосилно осуден, ја не знам и дали, на колку бил осуден? На 4 години? Да. 4 и нешто. Прашање е дали он избришен од казнена евиденција. Има таму рокови, ја не ги знам точно роковите по кои он треба да се избрише за да донесе документ дека он е неосудуван, дека му поминале роковите. Понатаму, тоа е првата работа, каде што е врзана со тоа дали имаме етичка состојба. На тоа да вие осуден човек за дрога го поставите за директор на затвор, што ќе дила дрога на затворениците. И втората работа која сакам да кажеме, едно е вие тој човек од СДС да сте го критикувале од политички аспект, дека како политички експонент на СДС не работел едно друго. А друго е кога сте рекле дека тој човек не е како политички експонент, туку е корумпиран. И сега одеднаш, од лани до денес, тоа више не важи и вие го ставате за ВД директор на затвор. Мислам, надвор од памет и тоа се нарекува хипокризија.
И јас на вистина се прашувам дали Мицкоски има храброст да им каже на неговите коалициони партнери дали се одвленили од знам, не е важно да им каже стој. Ние имаме ли од вчера поставено ВД директор на затвор Шутка? Да. Да. Тој човек беше ли осуден правосилно? Пред 20 на години, така? Да, му беше бранител. Па сега дали беше бранител? Не знам. Тоа не можам да го потврдам. Значи не можам да го потврдам тоа дали беше бранител, ама имаше исто пресуда за него. Ако се сеќавате. За кој случај само беше? Мислам дека некој набавка у МВР беше. Работеше во МВР, така? Ние во затворот Шутка имаме човек кој денеска е доведен во состојба да биде раководител на смена, а беше директор на тој затвор. Управник на затворот Шутка беше. Исто од времето на ВМРО, во времето на владата на ВМРО до 2016 година, тој човек извршуваше истата функција. Значи, некој на него не се подпре. Зошто не се подпре некој на него? Да му даде шанса на тој човек да видиме, ајде, имаш искуство, кажи, што понатаму. И сега зборуваме за недостаток на кадар. Тој недостаток на кадар е во неколку прашања. На клучни предпријатија и клучни функции во државата не се извршени смени. А цел месец е ВМРО на власт. Членството тоа го прашува, тоа сум убеден дека така функционира. Овие директориве на затвориве пола да. Ја тоа исто не го разбирам и тука имам една дилема дали е разрешувањето на тие луѓе во прашање дека е разрешен поради политички цели или е разрешен поради тоа што го прекршил законот. На крајот од се. Не е важно и зошто го разрешиле, не е важно. Важно е, ама ајде ќе се држиме до онаа на Фрчковски идејата, разреши го, па нека се жали, па така, еве, нема проблем. Добро. Но зошто новите кои се поставуваат се веде? Зошто не се поставени како што треба? Никој не исполнува услови од поставените директори. Нито 5 години не работела во областа на санкции. Не ги исполнуваат Што условите. зборуваме? Еве ви пример ви кажам. Значи ние го напишавме Имаме човек во затвор Шутка кој беше командир, па беше управник на затворот, па го разрешија овие од СДС, го ставија раководител на смена, го понижија човекот. Човекот денеска не го враќаат ВМРО ДПМН, јас сега доаѓа така да кажам наши веб бидејќи. Ако сега вие сте член на ВМРО. Член на ВМРО сум јас и иако сме јас не сум избришан од нашиве не го враќаат назад човекот да му дадат шанса да нешто сработи. Туку зошто е тоа така? Ај да не збориме за чудните луѓе, да збориме како е можно за моделот кој што си не беме да збориме за човек кој што си држал прес против него. И сега доаѓаш на власт, си држал прес дека украл пари, дека го оштетил буџетот на општина Прилеп, и наместо да му поднесеш кривична пријава, ти му го ставаш директор. Па тоа е таа хипокризија која им покажува на граѓаните дека ако си во политичка партија, можеш да правиш што сакаш, нема да одговараш. Денеска е знам таму кај што е, тој ќе си продолжи со истото однесување. Што правиме утре? Еве, пошто Бранко Стренковски стои зад знам, стои олигархиската југословенско-косовска олигархиска структура, стои зад Бранко. Утре ќе си го преземе СДС, Максим Димитриевски, храбриот Максим, нели, ќе влезе во СДС и утре ќе се смени власта, ќе се свртат против Мицкоски, не им треба веќе Мицкоски, одиме ние да земеме власт. Истите тие луѓе пак ќе останат на власт, така? За кој храбар Максим Димитриевски? Збориме за човекот што викаше дека ќе искочи за 5 минути од влада ако види уште еднаш албанско знаме. Токму за тој храбар Максим Димитриевски и уште 3 пати види албанско знаме. Нели удираше во гради и ќе напушти влада и ова ќе прави и она ќе прави. Нема врска. Јасна е работата. Се доведуваме во состојба дека тражили сте, гледајте. Ево га друг мечка. Добро вечер. Да, значи за храбриот Максо. Точно.
Истиот тој Максим кој кај вас во студио зборуваше, нели, он промени ќе прави, он ова ќе направи, он она ќе Ама направи. он викаше прво дека ќе направи затвори. Дека тој ќе биде првиот потекој што ќе го направи. И сега става човек, Па има ли он Он има нуди ли он човек- министер за правда? да. И Он става човек Филков беше, така? Да, он става човек на позиција за кој што тогашната опозиција кажувала дека крадел државни пари. Он го поставува тој човек. Зашто има луѓе во ВМРО-ДПМН кои што се во моментов неподобни, а знаеме дека се квалитетни? Која е причината? Еве, Политички. вие излеговте политички да говорите против раководството. Ма јас Овие- говорев и говорам не Пред да против се- партијата, говорам за демократизација. Да Пред има да- демократски процеси во партијата, нема да ни се случува ова што вие го зборувате. Пред да ви се вклучам Погоди. целосно емисијава, само да најаваме на ексклузива. Се слушнавме сега пред малку со еден министер, сакам да кажам што ми кажа на телефон. Ама продолжете со маветов, па ќе Тоа се си вклучи. буша вака. Од министерот му се кренала Да не ти се косата. крена косата од страф на... Не, него не сум ставил гел, се туширавме нормално. Чекај се, речу множина се тушира. Не го збунуве. Па Мечка и Александар, брат. Добар одговор. Ја на браќата кои што беа овдека да им се заблагодарам за Мицал. Тука ти пишува Александар, да знаеш. Не на целото, на почеток. На почетокот му покажав кај пишува. Каде? Овие првите Само Два смртија и слога. Така ми објаснија гледач. Фала. Нека отворат на страницата, ќе видат што значи. Не сум сигурен, сега да сакам да сгрешам. Фала ви многу. Не бев тука за да се видам со луѓето. Да. Добро, продолжете, ќе се уклучам. Значи, Максо, министрите, затворите, Нема сега... ништо од тоа. Нема ништо, значи ние В- дојдовме во ситуација. ВМРО го Оваа ги книга за спасува. вас е ќе ви оставам. Благодарам, професоре. О, како ни трна со поклони? Да. Значи ние дојдовме до заклучок еден дека пред изборите може да кажуваш што сакаш и да веруваш шарени лаги, а всушност дека свесно ги мамиш граѓаните и дека си подготвен да бидеш исти, ако не и полош од тие претходните. Значи, објаснувајќи ги системот на заштита, подсистемот на заштита и спасување во рамки на системот за одбрана и безбедност, разговаравме и кажав дека еве колку беа лоши претходните од СДС. Колку луѓе во време на владата на Груевски, Шабан и некои други правеа проблеми. И Затоа сега реков, добија не и сакам- беа наградени. Не сакам да коментирам каков беше ставот на Никола во тој период во однос на Шабан. Добро, и И сега ги неговото наградивме тие. однесување. И зашто се дојдовме во состојба 2016 да Емил Димитриев како технички премиер преземе обврска за ремонт, владата да преземе обврска за редовно одржување и ремонтирање на воздухопловите сите во државата во тоа време.